Граѓаните очекуваат брзи резултати. Јасно е дека ова влада, како и очекувањата на граѓаните, се да испорачува она кое што го ветуваше. Нова влада меѓу ветувањата и очекувањата ќе бидам директен веднаш. По моје мислење, граѓаните треба да бидат среќни ако не ни стане полошо. Секоја нова влада, барем во времето додека јас сум поминал во Македонија, секогаш очекувањата се на економското поле. Задолженоста расте, од друга страна сакаме или имаме големи потреби за големи инвестиции. Ќе ги споменам инфраструктурата, ќе го споменам здравството. Што не достига за излез од децениската стагнација? Визија или не фалат финансиски средства? Би рекла визија и имплементација. За жал, ова е секако моје лично мислење, не сме имале силни државници кои што имаат силна визија каде треба да биде Македонија или каде сакаат да видат Македонија или дека сакаат да видат Македонија како развиена земја со висок животен стандард. Мислам дека таа политичка незрелост на нашите политичари кои ја предводуваат нашата земја исто така доведува да некоја нестабилност. Значи, кога ќе имаме стабилна држава, кога ќе имаме стабилен екосистем кој што сите институции се поврзани и има некој ред и дисциплина. Тоа за жал ние се уште не сме постигнати таму. Мислам дека сега е време нашите политичари да бидат позрели, повизионери и за да можат да воспостават некои стратегии поробусни. Страв во коски од таа 1 милиарда која ја слушам. Страв во коски. Барем дел од тие средства, јас се надевам, ќе бидат алоцирани, можеби кон директно кредитирање на домашните, пред се на домашните компании. За клетвата за избор на влада, односно председател на влада, членови на влада, председател на парламент, подпредседатели на парламент, уставни суди е јасно дефинирана со деловникот за работа на парламентот. И тука нема простор за импровизации. Ако утре ние велиме дека владењето на правото, почитување на законите, почитувањето на уставот ќе бидат главен столб на едната влада, тогаш ние мораме да покажеме пример дека ги почитуваме колку и тоа да не ни се драги тие исти закони кога го зборуваме тоа кога станува збор за придавката на нашето име. Уставното име е уставно име. Повторно ќе кажам. Петок вечер, добро вечер, следите ново издание на ТВ магазинот Трилинг. Нова влада и програма која провоцира промени. Обезбеденоста на апсолутното мнозинство со програмска поддршка и од крилото на Ахмети отвора пат за уставни промени и суштински реформи во судско-обвинителските области. Во меморијата на парламентарниот живот познато е дека вакво мнозинство имаше владата на Бранко Црвенковски на почетокот од 90-тите. Тогаш СДСМ со реформските сили владееше цел мандат, откако Ѓоргиевски и Гошев се решија на изборен бойкот. Без опозиција, власта здисува, станува немична и нерешителна за реформи. Затоа е и одговорноста поголема и очекувањата на граѓаните сега ќе се свртат кон новата власт. Се чини дека премиерот Мицковски е свесен за политичките ризици, ако неговите работат и живеат комотно. Нова влада меѓу ветувањата и очекувањата ќе бидам директен веднаш. По моје мислење, граѓаните треба да бидат среќни ако не ни стане полошо, а не подобро. Тоа се она што го навестуваат овие првом програмата на ВМРО ДПМН, кој што е доминантен у коалицијата и се однесува доминантно, супериорно. И друго, овие некои работи што се најавени во овој период, додека уште не е формирана владата. Па така што ако денот се познава путрото, да бидеме среќни ако не ни биде полошо. Секоја нова влада, барем во времето додека јас сум поминал во Македонија, секогаш очекувањата се на економското поле. Што и како ќе се направи за економијата, за подобрување на стандардот на животот, за нови инвестиции, нови работни места, нови капитални проекти. Но мислам дека време е навистина да се фокусираме на тој дел, да се стави еден приоритет, но не само краткорочен приоритет, секој 4 години или ако имаме предвремени избори помалку, па потоа почнуваме со нешто друго. Сметам дека треба да имаме еден подолгорочен пристап, можеби 10 годишен пристап минимум, што се приоритетите нас како држава на економски план, на економско поле и да имаме без разлика која влада доаѓа на власт, да постојат едни принципи на континуитет за
изработка на сите тие програми за подобрување на стандардот на животот. Во овој случај многу е важно да имаме добар диалог, но не само диалог, туку и реализација на очекувањата и барањата на бизнис секторот. Бидејќи можам да кажам дека со претходната влада, посебно ние како странски инвеститори присутни во државата, имавме многу добар диалог, но повеќе од барањата не беа нити навремено реализирани, нити пак од различни причини реализацијата беше пролонгирана. Прво, оваа идеја за нови министерства. Не е идеја, реализација е веќе. Они дојдоа со програмата, ние ќе ја намалуваме администрацијата и првата мерка, уште пред да седната влада, е сосема спротивната. Зголемија бројот на институции. Тоа не значи намалување, тоа значи зголемување. Не на само на луѓе, на трошоците на новата влада. А зборуваме за буџет кај што тоа уопште не е буџетирано. Што значи ќе треба буџетот да зголемува. А буџетот не може да зголемува на друг начин, освен ако не се дават нови давачки према граѓаните или се поземи од надзор. Но сепак важно е прво бројот на вработени во таа државна администрација да не се зголемува и да се најде начин како со тек на време, колку и да ова звучи болно. Ние имаме премногу јавна администрација и администрација која, ако не слажаме, некаде речи 150.000 за држава која е како нас, од можеби 1.600.000, 1.700.000 луѓе најмногу, тоа е огромна бројка и треба да се работи на рационализација на таа администрација, можеби дури ако некои од тие луѓе се подобро платени, но оние кои се посветени на таа работа да останат да работат, да испорачуваат она што е важно за сите граѓани на државата, но тоа е болен процес. Тоа не е процес кој може да трае 1 или 2 години. Еве, јас можам да ви кажам, како германска компанија кај нас, кога некое работно место ќе се испразни од X причини, кога постојат глобални движења каде што треба да ги оптимизираме процесите, понекогаш се вели ќе направите повеќе со она што го имате. Инвестиции, како стојат работите, се само најава. И тука е една интересна работа што политичарите во Македонија исто ме тераат нивното однесување вака да заклучам. Не научи една основна работа во политика, не учат од своите грешки. Ветувања создаваат очекувања, после тоа до остварувања и на крај доаѓаат разочарувања. Ако многу ветиш, а не можеш да оствариш, ќе ги зголемиш очекувањата кои што ќе се претворат во големи разочарувања. Сите партии до сега, сите влади до сега паднаа на истиот штос. Оваа, уште пред да застане за власт, ја направи таа грешка. Се зацапа на истата кора од банана. Не знам зашто. Сметам дека рамниот данок од 10%, кој веќе подолго време го имаме како држава, сигурно влијаеше позитивно во процесот на привлекување на странски инвестиции, но истовремено во поедноставување на целиот оној процес на оданачување, корпоративно оданачување. И тоа е случај не само со нас, туку и со други земји од Централно-Источна Европа, дури и земји членки на Европската Унија. Не секој има толку низок данок од 10%, некои имаат и малку повисок, но сепак рамен данок е случај со голем број на земји од нашето окружување. Она што е важно посебно врз основа на глобалната одлука пред се она што беше стимулирано од земјите на ОЕЦД, но потоа над 130 земји во светот тоа го прифатија, меѓу кои ние, е минималниот глобален корпоративен данок, кој влезе во игра од 1 јануари оваа година. Ние како држава мислам дека треба да најдеме начин што побрзо пред крајот на оваа година да се адаптираме и соодветно да се земат во обзир тие глобални даноци од 15% и само влијанието на големите компании, на оние компании кои имат глобален обрт од над 750 милиони евра, додека потенцијално она што е барем навестено намалување на корпоративниот данок за другите компании, ако тоа испорача зголемена работа, профитабилност и ефикасност, јас немам никаков проблем со тоа. И сега, гледайте, имате најгојања, ние ќе донесеме големи инвестиции. Кој, од каде, зашто, како, што ќе му дадеме? Збор нема. Како да ги очекува човек реално? Имате зголемени трошоци, а немате зголемени приходи. Што значи ќе иде на дефицит, преку позаемување од странство. И тоа само ќе биде полошо, бидејќи потоа другите позаемувања ќе бидат со поголеми камати и така натаму. Нека се конституира новата влада
во следните неколку дена и предпоставувам дека штом тоа ќе се случи, ќе бидат објавени и деталите околу таа 1 милиарда и на кој начин и од каде тие средства се обезбедени и во кој временски период ќе дојдат тие средства од државата и на кој начин ќе бидат алоцирани. Страв во коски од таа 1 милиарда која ја слушам. Страв во коски. Зашто некој некому би му дал денес милиарда со ефтини услови, со лесни услови? Ниска камата и грейс период. Зашто би му ги дал? За љубов во меѓународна политика тоа нема. И тоа не ги дава он на Македонија. Зашто не ги дал до сега? Него ги дава на оваа влада, на овој мандатар. Зашто? Го сака многу? Не, туку треба Македонија да испорача нешто. Што? Никој не кажува. И тоа мене многу ме плаши, као граѓанин. Многу ме плаши. И барем дел од тие средства, јас се надевам, ќе бидат алоцирани, освен за она што го кажав претходно, капитални инвестиции и рационални трошења, може би кон директно кредитирање на домашните, прецена домашните компании, односно компаниите со домашен капитал, бидејќи ако тие добијат конкурентни каматни стапки со грейс период, под исти услови како државата, сметам дека тоа ќе допринесе на добар начин да се подобри економијата, но мора и тие да имаат стрикни обврски за да го испорачаат она што го ветиле, да не биде само еднострано тоа ветување од државата, а не од бизнис секторот. Имавме минатата година ситуација, договорот Бехтел-Енка беше коментиран затоа што не беше транспарентен. И требаше да биде и со право беше коментиран. И напаѓан и така натаму. И тој беше околу милиарда, така? Ова сега милиарда, збор не се кажува. Зашто? Истото е. Кажи од каде и зашто ти би ти дал некој милиарда. Ама немаме збор за тоа. И мене ми е буквално страв. Следите Трилинка во продолжение, гостинка во емисијата Никица Мојсовска-Блажевски, извршен директор на Македонија 2025, чиј стожер се бизнисмени од македонската диаспора. Таа е екс-декан на Американ коледж, консултант, истражувач на социјалните системи, пазарот на труд. На почеток идниот премиер Мицковски најавува задолжување од 1 милиарда евра преку директен договор со друга европска влада и прашањето ми е што вие мислите околу ова? Јас секогаш велам, не е важно колку се задолжуваме, секако до одредена граница, меѓутоа важно е за што се задолжуваме. Тоа е јасно бидејќи во иднина ќе треба да се врати долгот и ќе треба да се создаде некоја вредност од која што ќе го вратиме долгот. И мислам дека тоа е главната тема на дискусија која што треба да имаме сите, наместо нели она малку популистичка дискусија колкав е долгот, се зголеми или се намали и така натаму. Значи главно прашање за што ќе бидат употребени средствата. Доколку истите се употребат за нешто што создава вредност, доколку истите се употребат за капитални инвестиции, дали е тоа инфраструктура, енергетската инфраструктура, здравство, образование, сето тоа би имало ефект, би довело до повисок раст на економијата, меѓутоа во иднина и повеќе средства за да се врати долгот. Од друга страна, она со што не се согласувам, тоа е трошење на средства и позајмување заради зголемување на пензии, заради зголемување на плати, социјални трансфери. Тоа не води кон раст и не кон раст на долг рок. Тоа е многу краткорочно гледање на состојбата на економијата. Новата влада наследува долг од речиси или веќе се движи над 60%, буџетски дефицит годишно, кој е на годишно ниво помеѓу 500 и 700 милиони евра. Како ќе се менаџира? Прво, ваквиот релативно висок јавен долг и речиси 5-та година имаме релативно висок буџетски дефицит. Апсолутно, мислам дека е доста сложен проблемот, бидејќи од една страна имаме се потесен фискален простор, задолженоста расте, од друга страна сакаме или имаме големи потреби за големи инвестиции. Ќе ги споменам инфраструктурата, ќе го споменам здравството и секако ќе го споменам образованието. Односно, секогаш, грижејќи се за сегашноста или на краток рок, забораваме на она што е важно на долг рок. Нашите расходи, например, за образование се околу 3,7% од БДП. Јасно е дека мора многу повеќе да пораснат за да имаме квалитетно образование. Од друга страна, нашите расходи
за социјални трансфери се доста големи, 12,5% од бруто домашниот производ. Значи потребна ни е промена на структурата на расходите. Сето тоа не е лесно да се направи на краток рок, меѓутоа мислам дека со јасна визија каде сакаме да стигнеме, дека сето тоа е можно. Несомнено, новата влада ќе има голем предизвик со јавните финансии, ќе има предизвик, меѓутоа јас секогаш велам да ја гледаме и другата страна, тоа е приходната страна. Ајде да видиме како можеме да собереме повеќе приходи, па потоа ќе размислуваме како подобро да ги потрошиме. Мислам дека има, би рекла, џебови во економијата. Тука пред се мислам на сивата економија, меѓутоа и на некоја законска регулатива. Значи џебови каде што има можност за дополнителни буџетски приходи. Господина Мојчовска, што не достига за излез од децениската стагнација? Визија или ни фалат финансиски средства? Би рекла визија и имплементација. За жал, ова е секако моје лично мислење, не сме имале силни државници кои што имаат силна визија каде треба да биде Македонија или каде сакаат да видат Македонија или дека сакаат да видат Македонија како развиена земја со висок животен стандард. Штом немате таква визија, тогаш немате ни имплементација. Знаете, ние сите стратегии кои што ги правиме, било тоа да е стратегија за развој на туризам, индустријска политика, национална развојна стратегија и така натаму, некако ни самите не можеме да излеземе од сегашноста. Значи, веројатно толку имаме предизвици и проблеми што не размислуваме што се добро можеме да направиме во оваа земја. Така што за мене решението на проблемот е паралелна работа во два сегменти. Едниот сегмент е како да помогнеме на компаниите кои што се успешни да бидат уште поуспешни. Знаете дека имаме многу малку извозници, околу 5% од домашните компании се извозници. Од вкупно компаниите се извозници, че како да им помогнеме да извезуваат повеќе и паралелно да работиме на тоа да создадеме нови извозници, нови успешни компании. Бидејќи Македонија е мала отворена економија, нашиот домашен пазар е навистина мал, со депопулацијата уште повеќе се намалува, значи ние мора да извезуваме. Тоа е единствениот начин за зголемување на бруто домашниот производ, односно животниот стандард. Основачот на Македонија 2025, Мајк Зафировски, остави порека без континуиран пораст од најмалку 5% нема социјална сигурност, совладување на сиромаштијата. Тој вели, цитирам, грешна е дилемата дали можеме да оствариме раст од најмалку 5%. Прашањето е зошто не можеме? Апсолутно, видите, седиме во комфорни столици и веројатно многу лесно може да кажуваме предлози, идеи, да кажеме дека е лесно да се оствари таа стапка на економски раст. Сигурно дека не е лесно, особено кога поаѓате од ниски стапки, значи ниска основа, односно нашите стапки на раст последниот период се околу 1%. Меѓутоа сме имале периоди во кои што сме имале паметни политики, ќе ги наречам, и повисоки стапки на економски раст. Во кој период сме воделе паметни политики и моето подпрашање е колкав економски раст ни е потребен за стабилна или за добар економски развој на државата? Па морам да го спомнам периодот 2006 до 2009 би рекла, значи тогаш имаше јасна визија. Тој моментум е изгубен, ќе кажам зошто, меѓутоа тогаш која беше визијата, дека треба да привлечеме странски директни инвестиции, знаете дека една цела апаратура се направи на поддршка на тој процес. Тогаш дојдоа првите странски инвестиции, големи инвестиции кои што најпрво инвестираа во државата, значи тука се зголеми бруто домашниот производ, меѓутоа почна и да извезуваат, значи и тоа секако дека значи позитивен ефект за економијата. Потоа исто така во рамки на економската, финансиската криза, мислам дека пакетите и мерките кои што се спроведоа тогаш беа доста позитивни и влијае врз тоа да не се намали нашиот бруто домашен производ, да немаме голема рецесија. Што се изгуби потоа или што можеме сега да направиме? Веројатно се уште треба да работиме на привлекување на инвестиции, меѓутоа моделот треба да биде сосема различен. Значи тогаш, ако се сеќавате, моделот беше дека имаме многу работници, односно невработени лица, стапката на невработеност беше 35%, ефтина работна сила и така натаму, и доста субвенции за привлекување на инвеститори. Денес тој моментум е изгубен. Јас се уште велам дека и мала економија, меѓутоа и најголемите економии не може да го базираат својот раст без да имаат странски инвестиции. Една Америка секако се труди да привлече странски инвестиции, камо ли Македонија. Меѓутоа паралелно мора да се работи со домашните компании, мора да им се помогне да ја зголемат својата продуктивност.
бидејќи тоа е основата на конкурентноста. Тоа ви овозможува да извезувате, да бидете конкурентни меѓународно или не. Нашата продуктивност, за жал, на трудот е се уште ниска, околу 1/3, 1/4 од просекот во Европската унија. Значи, треба образование, вештини на работници, меѓутоа исто така треба и да има инвестирање во нови машини, бидејќи и да имаат вештини работниците, ако немаат нови машини да работат со нив, тогаш сепак продуктивноста ќе биде ниска. Значи, јас би предложила голема стимулација на иновативноста и продуктивноста кај бизнисите и субвенција, односно поддршка од државата во таа насока, ефтини кредитни линии, секако со стрикно следење на критериуми. Дали треба да продолжи ова политика на перманентно задолжување или поточно земи кредит за да вратиш, да отплатиш стари долгови? Многу е лесно да кажеме не, само одговорот е не, дека тоа не може да оди во недоглед. Меѓутоа, верувам дека следните 5 години до 7 години ќе мора да се продолжи со таква или со слична политика. И тоа апелот е дека треба паметно ги трошиме тие пари. Повторно ќе кажам, не за пензии, не за социјални трансфери. Пазете, ние создадовме една армија на луѓе. Од една страна имаме бизниси кои што се жалат дека нема доволно работници, а кај нас бројот на вработени луѓе е околу 700.000, 700.000 се извинувам, а бројот на неактивни луѓе е исто околу 700.000. Значи, тие се неактивни, тоа е работоспособно население кое што може да работи, меѓутоа се неактивни на пазарот на труд. И се имате ситуација во која што работодавачите се жалат нема работна сила, а се погласни се барањата за увоз на работна сила, а имате еден резервоар од над 700.000 кои што можат да се употребат. Сега, може би образовната структура не одговара, може би има други предизвици, меѓутоа од 700.000 сигурно можете да најдете добри работници. Во ситуација кога се соочуваме со недостиг на човечки капитал, како да ги задржиме луѓето дома, ако еден од проблемите не е само платата, туку и амбиентот во кој работиме, односно функционираме. Се повеќе, мислам, затоа има нели истражувања, се повеќе проблем е квалитетот на живот или целокупниот амбиент или можете да кажете со еден збор разочараноста. Се помалку е платите или наоѓање на работа, бидејќи во Македонија веќе има квалитетни работни места со релативно добро платени. Мислам дека ова е навистина еден период во кој што сега не би сакала да бидам песимист или меѓутоа да кажам дека е период во кој што навистина се одлучува каков ќе биде нашиот развоен пат понатаму. Сите имаме веројатно големи очекувања од новата влада или желби од новата влада. Меѓутоа мислам дека доколку видиме сериозна политика, доколку нема предизвици и проблеми со корупција или барем се намалат, доколку етничките прашања не се на врвот или на приоритетот, дека можеме да растеме многу побрзо како земја, меѓутоа исто така и да се врати довербата на луѓето и да се спречи барем делумно емиграцијата. Иако таа секогаш ќе постои, Македонија е традиционална емиграционо подрачје. Знаеме дека во процесот на пристапување кон ЕУ исто така ќе има големи емиграции. Знаеме дека ЕУ го отвара пазарот и бара работници и од Западен Балкан, меѓутоа меѓународно, така што тоа нема да престане како процес. Меѓутоа, она што е важно е да го подобриме тука животот, за да се помалку лица имаат желба да емигрираат, особено младите. Зошто ни е потребна таква неефикасна и гломазна администрација и јалова државна управа, ако идната влада најавува дигитализација? Или ќе треба да се соочиме со потребата да рационализираме или да отпуштаме кадри? Мислам дека ќе дојде тој процес. Се надевам искрено дека дигитализацијата ќе се случи. Сметам прво дека тоа ќе влие значително врз квалитетот на живот на секој еден граѓанин, дека ќе влие значително врз бизнисите, амбиентот на работа. И ја гледам како една од мокните алатки за намалување на корупцијата, бидејќи ќе немате допир со администрацијата и во тој случај не може да се случи корупција. Не е магично средство, не велам дека дигитализацијата ќе речи корупцијата, затоа е потребна волја, лидерство, промена малку во менталитетот на општеството, меѓутоа мислам дека дигитализацијата е една мокина алатка за намалување на корупција. Во однос на администрацијата, тие процеси ќе дојдат
и веројатно ќе се случат оние процеси природно кои што пред тоа претходната влада ги планираше, тоа е премин на вработените од администрацијата во приватниот сектор. Мислам дека тоа се повеќе се случува. Меѓутоа, од друга страна, не сме да дозволиме ни најдобрите кадри од администрацијата пак да заминат, оние кои што се стожери. Бидејќи ние постојано зборуваме за партизација на јавната администрација, меѓутоа таму навистина има квалитетни луѓе. Само треба да имаме и квалитетни менаџери или квалитетни министри кои што знаат да си го менаџираат министерството и вработените. Може да се запрашаме и така. Знаете, кај нас просечен, мислам, век на еден министер е околу 2 години. Што можете да направите вие во 2 години во некое министерство? Не можете ни да научите што работи министерството, кои се сектори ги има, а камоли да го раководите министерството ефикасно или вработените да ги искористите нивниот капацитет. Ако корупцијата е ендемска појава во државата, а ефикасноста на институциите е ставено на најниско или на минимално ниво, што би било мотив за странските инвестиции да влезат на македонскиот пазар? Одлично прашање. Мислам дека она што се уште важи е дека имаме субвенции за странските инвеститори. Второ што е важно е дека сепак има и задоволни странски инвеститори кои што нели го пренесуваат тоа задоволство кон другите. Имаме доста од странските инвеститори кои што реинвестираат или ги зголемуваат тука своите инвестиции. Меѓутоа, за мене прашањето дека не треба да биде тоа стихино. Значи не треба да биде стихиен процес, тоа да биде процес кој што ние го поставуваме во рамки и го водиме. Точно треба да знаеме какви инвестиции сакаме, зошто ги сакаме тие инвестиции, кој е потенцијалот. Повторно ќе кажам, ние веќе се соочуваме со недостиг на работна сила. Значи ние не можеме да очекуваме инвестиции како оние првите кои што вработуваа по 2 до 4.000 лица. Треба комплетно да се смени пристапот и какви инвестиции би привлекле. И она зашто велам стихино, прво ние не знаеме што сакаме да привлечеме. Моделот кој што се примени во едно време на привлекување на автомобилска индустрија или поврзани, да кажам, со автомобилска индустрија компании, беше многу добар модел и се создаде еден кластер. Според одредени анализи кои што владите ги имали во овој период, постои голем потенцијал во фармацевската индустрија, прехранбената индустрија. Јас сепак сум за таков секторски пристап, наместо да речеме имаме хоризонтален пристап, кој сака да дојде, добре дојде и така натаму. Значи јасно каде сакаме да привлечеме инвеститори и да бидеме свесни дека тоа е процес на кој што треба да се работи. Не може да кажеме ние немаме такви 100 инженери какви што се потребни на некои странски инвеститори, се откажуваме. Ќе го кажам примерот на Intel во Охајо. Intel инвестираше 20 милиарди долари, а државата уште 20 милиарди долари заедно со Ohio State University, кој што ветува дека за 4 години ќе создаде пример илјадници инженери кои што им се потребни на Intel. Во моментов ги нема тие инженери во Охајо, меѓутоа се склучува договор кој што велат ние инвестираме 20 милиарди, се извинувам, а вие за 4 години, 5 години сакаме да ни продуцирате 5000 инженери од таков и таков тип. Ние тоа досега не сме го направиле. Ние не можеме да обезбедиме обука и преквалификација од 3 месеци за работниците за некој инвеститор, домашен и странски, а камоли значи да гледаме така долгорочно. И за крај македонски парадокс, имаме најлошо јавно здравство, но и најдобри приватни болници и клиники. Досега лекарите се регрутираа од државното здравство, дали е до планерите, лошо менаџирање. Што е разликата? Што дел од кадрите заминуваат во приватното здравство, а всушност станува збор за истите лекари кои од јавниот сектор идат во приватниот сектор и функционираат безпрекорно. А пред нас имаме здравствен систем кој е во најмала рака срам за држава која претендира да биде членка на Европската Унија. Дали ќе треба да се доведеме до состојба и да увезуваме и лекари? Не сум експерт во здравство, сега овие мои коментари ќе бидат повеќе како корисник на здравствени услуги. Мислам дека е комплексен проблемот, односно дека се состои од повеќе предизвици. Првиот е менаџирањето на институциите. Знаете, не е лесно да се менаџира, тоа се зборам за државните здравствени установи. Комплексен систем кој што треба добро да го менаџирате и досега ретко сме имале директори кои што знаат тоа како да го направат. Второ, се однесуваат кон јавните ресурси како нешто што е ефтино, како нешто кое што така ни припаѓа на сите,
односно нема грижа. Тоа јас го споредувам со периодот на работничко самоуправување, кога фабриките беа насите и никој не се грижеше за фабриките, така што имам чувство дека често тоа го правиме. А она во што сме добри очигледно да продуцираме или јавните установи продуцираат или факултети, практично образовните институции продуцираат квалитетни доктори. Во јавното здравство имаат навистина можности, повеќе можности отколку приватното здравство, да се надоградуваат, меѓутоа потоа во одредена фаза преминот кон приватните болници или здравствени установи е главно воден од два фактори. Едното е платата, друго е условите за работа. Навистина е срамота да имате такви квалитетни здравствени работници кои што работат во многу лоши услови, кои што едноставно не можат да го покажат своето знаење, јас некогаш би рекла и брилијантност. Приватните болници мислам дека, пазите, прво се водат на профитна основа, така, со јасни таргети за секој доктор и сега не сакам да речам дека некогаш интервенциите се непотребни, меѓутоа кога имате таргети и ако некој случај е граничен, веројатно ќе направите сепак операција ако може да се почека и не мора да се направи операција. Меѓутоа и токму поради тоа мислам дека сега има и обратни трендови, дека доста здравствени работници, доктори кои што отидоа во приватните клиники се враќаат назад. Реков комплексен проблемот, не знам дали може на краток рок да се реши, меѓутоа основната работа е да се овозможат услови за работа во јавните здравствени установи. Она што го читаме по медиуми и што го гледаме кога сме пациенти, тоа е навистина на најниско можно ниво. Благодарам за издвоеното време за гостувањето во емисијата. Благодарам и вам. Никица Мојсовска-Блажевски, извршна директорка на Македонија 2025. Без долгови, активна сметка, редовен даночен обврзник. Вака пишува на веб страницата на DigiCube IT компанија. Коосновач на оваа компанија е Влора Адеми со својот стартап, поточно пред се. Првиот старт беше во Microsoft Македонија, а подоцна се одважи да формира своја фирма. Токму Влора Адеми, гостинка во ова издание на Трилинг, господја Адеми пред 3 години сте имале 28 работени, лани преполовен состав, просечна нето плата од околу 1800 евра, намален е бројот на работа или ова IT индустрија има недостиг од кадри. Станува збор за IT индустрија која се повеќе бележи раст и подем. Ја мислам дека IT индустријата IT доменот не е слична на другите индустрии, бидејќи правилата се предводуваат од глобални светски трендови, пошто IT доменот се справува на тие глобални околности. Така што мислам дека последните 5-6 години, особено од времето на пандемија и веќе економска криза имавме и од неколку веќе видени војни, и тоа дефинитивно влијае врз IT индустријата, а истовремено, значи, од друга страна, многу корпорации намалија број на вработеност, и тоа значи дека од една страна додека имавме економска и криза, светска криза, а од друга страна имавме многу достапен, квалитетен кадар од невработеноста или отпуштување на вработени од страна на корпорацијата, а од друга страна економската криза доведе во тоа да компаниите да не се осмела да инвестираат особено во долгорочни технолошки развој, попредпазливи за намалување на трошоците и слично. Сето тоа доведе да има една криза во IT. Од друга страна, ние како држава знаеме и сме познати, особено во IT индустријата, да нудиме човечки капитал, бидејќи тоа е едно од главните столбови, да кажеме, во нашата држава, што немаме кој знае какви природни капацитети за да можеме да влијаеме во економскиот раст. Меѓутоа, тоа што гледам јас последните години, за жал и тој човечки капитал кој што можеме да го дадеме како финален производ, квалитетен, некојаш и квантитет, не е ни битно. Миграцијата донесе и многу други предизвици. Многу млади луѓе, исто така и во оваа професија, замина од нашите простории. Новата владеачка гарнитура, предводена од ВМРО ДПМН,
најавува дека ќе стави акцент на економскиот раст и развој. Каква деловна клима е потребна за подобрување на состојбите во македонското стопанство? Бизнес заедницата многу често се жали дека државата не знае да ги препознае потребите на бизнисот. Јас мислам дека државата има направени, ние сме виделе последните години доста стимулации за да се потигне тој економски развој, но не секогаш е во финансискиот момент. Значи, владините политички, особено лидери, секогаш мислат дека ако им се нуди финансиска поддршка, тоа е доволно за да се потигне тој економски развој. Не. Мислам дека пристапот е погрешен. Некогаш е битно за да се даде некој ноу-хау сапорт на предприемачите. Зашто да не да се водат некои политики или да се водат некои обуки за да може да видат конкретни ауткам на тие некои конкретни активности, на пример, зошто не би ми помогнале на мене како жена предприемач за да наоѓам клиенти, да кажеме, у друга земја освен Швајцарија. Исто така и мојот бизнис е стартуван лично од моите напори. Во IT индустријата, иако имаме платите се релативно добри за македонски услови, сепак овие кадри се одважуваат и решаваат перспективата да ја бараат надвор од границите на државата. Не умееме или не знаеме да ги задржиме дома? Мислам дека таа политичка незрелост на нашите политичари кои ја предводуваат нашата земја, исто така доведува да не некоја нестабилност. Значи, повеќето кога зборувам со младите, зошто? Бидејќи кога ти имаш некоја финансиска околности добри, значи може да се живее и добар квалитетен живот, меѓутоа сепак зборува за овие професионалци во IT се прилично интелигентна популација, интелектуалци кои што генерално би сакале да живеат на некој систем, на екосистем кој што има стандард, добар живот на квалитет, добро образование. Значи има и квалитетот на животот е подобар кога има еден екосистем кај што има нормативи, ред и дисциплина. Тука кај нас, значи, генерално, за жал, имаме многу негативни приказки у секојдневието. Значи, политичка нестабилност, економска криза, сето тоа, значи, влијае, колку и да сме ние свесни, колку да имаме финансиска добра положба, сепак влијае, пошто нели размислуваш долгорочно. Кога ќе имаме стабилна држава, кога ќе имаме стабилен екосистем кој што сите институции се поврзани и има некој ред и дисциплина. Тоа, за жал, ние се уште не сме постигнати таму. Верувам дека исто така ова е една од причините зашто младите веруваат дека спасот е надвор од нашата земја. Посебна слабост ви е женското предприемништво. Долго време патувавте на релација гостивар. Скопје, мајка сте и сопруга. Во едно ваше интервју велите: не постои конкретно олеснување што сум жена предприемач, макар и даночно олеснување. Дали е тоа барање за привилегиран статус или потреба за родова еднаквост? Јас сум позната како бунтовник за позиционирање на жената во општеството во различни сфери. Мислам дека не се работи само да имаме некој привилегиран статус. Ја мислам дека таа родова еднаквост е битна во нашето општество и заслужува жената да биде позиционирана таму кај што е местото. Последните години ние сме виделе многу напредок во овој домен, меѓутоа ја мислам дека, и често го кажувам, дека овој напредок, за жал, е постигнан или успешно реализиран само во застапеност на квантитет пристап. Тоа значи дека ние многу се боривме ова години да имаме бројна застапеност на жената во политиката, во надворешната политика, но тоа повеќе сме предводени од некои политики само да прикажеме на западните земји дека позиционирањето на жената во парламент, во политика, во надворешната дипломација сме го постигнале таа родова еднаквост на некаков начин, но јас строго кажувам и се уште се борам и давам изјави дека тоа што на нас ни е потребен како
позиционирање на жените во општеството е на вертикален пристап, малце поквалитетен пристап. Значи сакаме, значи треба да се има такви политики и воведување на програми кај што можеме да ја зајакнуваме позицијата на жената во нашето општество, дали во образование, дали во политика, дали во граѓанското општество. Какви подготовки се потребни за да се стимулира предприемаштвото? Една анализа прочитав дека жените се поголеми предприемачи отколку мажите. Дека женското предприемаштво се... Да, точно. Значи, ми се свиѓа тоа ваше, значи, видување. Јас се слагам со тоа, пошто јас секогаш се повикам на тоа дека можеби жените имаат таква емоционална интелигенција или некоја емпатија кој што природна, да кажеме, кој што верувам дека таа можеме ние позитивно да ја злоупотребиме таа интелигенција, за да можеме да ги поставиме жените во некакви позиции кај што можат да донесат и одлуки врз основа на некои емоции кои што ние некои работи ги предвидуваме од напред. Тоа валјда нешто спиритуално или и јас мислам дека за жал тоа не се користи доволно во нашата држава. Во креативните индустрии имате неразвиени форми на ангажирана работна сила, фриленсери, дизајнери, програмери, мали програмски фирми или самовработување, стартап бизнис ангели. Дали македонскиот деловен свет и владата ги идентификува овие луѓе или се оставени на маргините? Владата не знам дали нема ни доволно политики за да ги идентификуваат кои се тие професии на фриленсери. Значи, сега мислам дека работиве во оваа бранша на фриленсерството, да кажеме на некаков начин. Нема некој стандард или регулатива кој што може да знаеме точно која е таа бројка, кои се тие професии, а од друга страна иако тие професии постојат, сепак младите, иако значи можат да бидат оние самостојни, сепак размислуваат да бегат надвор од земјата. Дигитализацијата која во Македонија, ако и се верува на новата владеачка гарнитура, би требало да заврши до крајот на оваа декада. Какво е нивото на општа писменост во овој дел околу дигитализација? Која дигитализација? Јас од времето на Microsoft и до денеска, значи тоа може би се скоро 2 децении, се зборува истата тема, дигитализација, интероперабилност на сите системи владени и за жал, и се уште и ден денеска гледам истите отворени тендери за истата тема, со истиот буџет, веќе 2 децении, а од друга страна се уште имаме многу нерешени проблеми. Тоа е за жал, знаете како, значи, ја тоа секојаш го велам, значи, многу е купено брашно, а се уште не го гледаме лебот. Тоа на некаков начин, значи, дигитализацијата е систем кој што навистина треба сериозно да се навлегува на ова, бидејќи особено интероперабилност, каде што треба сите владини институции, не само министерства, туку и другите владини и помали институции, треба на некаков начин да се поврзуваат и крајните корисници, кои во нашиот случај ние сме како граѓани, треба да ги видиме поволностите на таа примена на дигитализација. Ете, например, сега кога ја имав случај кога требаше да аплицираме за новите пасоши и лични карти. За жал, истата ситуација, ја значи не видов ништо дигитализиран процес, сепак се водеше аналогно. На екс-министерката Мила Царовска пред неколку години напишавте убаво срочени стратегии за дигитално образование на ученици. Доста со вакви копи-пейст четива, препишани од странство. Јас сум заборавила кога сум ја пишувала таа изјава или кога сум ја давала, меѓутоа, за жал, се уште стојам на таа изјава, може би има и нијанси на вложување на образовниот систем. Многу ми е жал како е можно, значи, нашите политички лидери, многу едноставна формулата, кога немаш природни ресурси во една држава, единствено тоа што ти останува да вложиш во образованието, за да имаме придобивки во економско-социјално окружување.
Има доста имаме добри примерни, квалитетни земји, како што е Сингапур, Јужна Кореја, Финска, Германија, кои што строго инвестира во образование и денеска, значи, имат огромни придобивки. Кај нас, знаете како, значи, образованието, секогаш како и другите домени на државните институции или мисии, сака да инвестираат на нешто кај што ќе имат краткорочна инвестиција, но со краткорочен придобивка, значи одма сакат резултати да ги видат со кратко инвестирање. Образование е деликатен домен. Значи во образование треба да се инвестира со децени, па тек тога, значи, да се видат придобивките на долгорочно ниво. Значи ние немаме толку политичари, значи не сакам сега да делувам многу негативно, меѓутоа мислам дека сега е време нашите политичари да бидат позрели, повизионери и за да можат да воспостават некои стратегии поробусни, за да се поатрактивни, а зошто да не истите нивните, значи, кои што ќе ги заменат другите министри, зошто да не и од другите политички партии, зошто да не ја водат истата политика, истата стратегија, истите акциони планови. Значи, секој нов министер и за жал во образование новите министри доаѓаат секоја втора година, нити четврта година не завршуваат. И тоа, значи, се почнува нешто ново, доаѓа новиот министер, наместо да продолжи тоа што е веќе почнато, воведува нов процес. Како ќе ги приспособиме младите генерации, младите на новите предизвици и технологии? Доаѓа време на вештачка интелигенција, а нам или поточно македонското образование е на ниско ниво. Тоа е штета. Значи, вештачката интелигенција не само што доаѓа со низа на предизвици, но доаѓа и со низа на придобивки и можности. Меѓутоа, пак и таа придобивка недоволно може ние да искористиме или да ги видиме придобивките на оваа вештачка интелигенција, бидејќи ние немаме доволен кадар и таленти на овој домен. Значи, пак ќе заостанеме на овој домен за да ги видиме придобивките. Од друга страна, па има и многу предизвици, бидејќи вештачката интелигенција доаѓа со низа на нормативи, стандарди, кои што треба да се води некој ред, како начинот на користење, како да не се злоупотребат податоците и слично. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и на вашата покана. Влора Адеми, IT предприемач, е една од собственичките на IT компанијата DigiCube. Се извинувам, Кежаровски тука живе. Е насловот на документарниот филм кој на 25 јуни ќе биде премиерно прикажан во МКЦ Кино Фросина. Автор на овој филм е Миле Бошњаковски. Токму Миле Бошњаковски е соговорник во вечерашното издание на Тренинг. Господине Бошњаковски, пред да се осврнеме на овој втор трейлер, сега малку околу вашата професионална обсервација во изминативе неколку години. Бевте дел од владиниот кабинет на Зоран Заев во првиот состав, потоа се префрливте како еден од најблиските соработници на председател Стел Пендаровски, бевте генерален секретар, и сега повторно некаде пловите помеѓу новинарството и пиар. Прашањето ми е, каков кредибилитет има денеска Миле Бошњаковски ако се врати во новинарството после неговите политички ангажмани? Реално и искрено. Значи, немам амбиција да се вратам во новинарството, посебно не во информативното новинарство. Таа моја приказна заврши далечната 2004 година. Меѓутоа, Миле Бошњаковски пишувал и ќе пишува додека сум жив. Од тоа, едноставно, ниту имам намера да побегнам, ниту имам намера да прекинам. Така што документарецот можете да го гледате низ призмата на новинарски производ, меѓутоа може да го гледате низ призмата на некој човек кој што сакал да даде историска видеобелешка, имал вештини тоа да го направи, за настан кој што смета дека бил исклучително важен за професија во која што дел од мојата кариера сум и се посветил,
многу коректно, многу честно, многу етички, ја почитувам неизмерно и немам никаква намера да правам некој упад. Јас сум многу свесен дека сум ПЕП, што би рекле енглезите, политички exposed person, и апсолутно немам намера да се враќам во новинарството, меѓутоа комуникациите, тоа се моите вештини и тука сум најак. И дали тоа ќе биде некое балансирање помеѓу кризен менеджмент, комуникацијски односи со јавност, во секој случај некаде помеѓу овие две линии ќе се движи понатамошната моја кариера. Што ве испровоцира или што беше мотивот за вас да го осмислите целиот овој документарен филм посветен на Кежаровски, Голготата низ која тој минуваше оние години за кои и вие гласно велевте мора да падне режимот? Сега морам да тргнам из мојата перспектива без да имам намера да бидам јас центарот на вниманието во приказнава. Додека се случува настаните со Томчо, со нашиот колега поранешен Томислав Кежаровски. Јас во тоа време работев во Обединените нации и имав една грижа на совест постојано секој ден дека не можам да контрибуирам доволно за да добие гласност неговиот случај како мој пријател првенствено, второстепено како мој колега. Зошто? Бидејќи во Обединените нации јас немав право да одбирам страна, ја морав да бидам буквално неутрален. Кога помина некој друго време, нели, како што кажавте, бев дел од владата на Зоран Заев, како портпарол, после тоа, нели, како генерален секретар кај Пендаровски, повторно немав можност таа идеја да ја реализирам. Меѓутоа, во слободно време работев на филмот и бев свесен дека еден ден ќе дојде време за реализација. И етако, се случи. Тоа е тоа. 2013 година беше уапсен новинарот, а 5 месеци подоцна осуден на 4,5 години затвор за случајот ликвидација. Сега ќе цитирам една негова констатација. Така направија слугите на режимот. Обвинителката Лиле Стефанова, истражната судика Тања Михајлова и судиите Дијана Груевска, Илиевска и Ѓоко Ристов. Од тогаш не е исто. Ако од тогаш не е исто, што се промени во делот на судско-обвинителската слика во земјата? Не знам дали јас сум вистинскиот човек кој што треба да ја даде таа оценка што се променило по тогаш. Меѓутоа, мислам дека Кежаровски во таа негова изјава кажува од тогаш не е исто. Сака да каже не е исто во конотација, во смисол на начинот на новинарската работа. Еве ќе ти кажам еден пример. Знам дека е во различна насока го постави ти прашањето, меѓутоа ќе дојдам и до твојот одговор. Ќе ти дадам одговор, нема суптилно да го избегнам овој пат, верувај. Што не е исто? Кога го завршив документарецот, бидејќи низ годините го работев со различни екипи, дојде време за промоција. Промоцијата треба да се случи како што ја најави на 25-ти. Дали веруваш дека еден по еден од луѓето кои што работе на документарецот ми се јавува: Миле, абе, проблем ли ќе биде да не напишеш со име и презиме на крај? Зборуваме за луѓе кои што работеа, кои што треба да ги добијат тие заслуги на крај, така? Работел тој и тој, работел тој и тој. Сакам да кажам, тоа од 2013 тие работи не се заборавени, тука се некаде. Завршија сега изборите и повторно некои луѓе кои што мислевме дека некои работи се помрднале, сме тргнале некаде, повторно тоа некаде тлее. Ме разбираш? Значи, бараат луѓе да не бидат подпишени дека работеле воопшто на овој документарец. Од што се плашат? Од реваншизам? Многу интересно. Јас сакав да го отворам тој муабет што ви се рекло со нив, меѓутоа толку беа непријатни тие нивни барања што едноставно не сакав да ги ставам во дополнително непријатна ситуација да мора и пред мене да се правдаат. Реков во ред, нема никаков проблем. Ако така сметате, нека биде така. Иако се разбира целосно погрешно. Целосно погрешно. Ние не смееме да се вратиме назад. И сега во однос на ова, ти што мислеше дека Кежаровски кажал, што се променило во судството?
во судството не би можел да кажам дека се промениле суштински работи, но амбиентот во државата севкупно беше променет. Севкупно. Можноста на глас да разговараш, да зборуваш, да ја работиш својата професија како што треба, да немаш притисок. Пазете, ние Кежаровски забораваме дека Кежаровски беше со поддршка на германската влада како не беше он стипендист, он беше како жртва на политичка тортура под заштита во Германија однесен. Мислам, тоа е единствен пример. Он беше таму единствен од европска земја. И таа програма беше поддржана од Штајнмајер, од германскиот председател. Амбиентот, Чомовски, амбиентот се промени. Кежаровски тука живее? Да ги погледнете на станите кои му предходат на неговото приведување, односно како тој работи чувствителни истражувачки новинарски теми кои се индиректен или директен поттик за настаните кои следат за желбата на обвинителката Лиле Стефановска за Кежаровски да и под наводници лае и го менуваат животот на семејството Кежаровски. Подолг период во јавноста го нема Кежаровски. Пред да падне владеачката гарнитура тогашна на Никола Груевски беше гласен критичар. Дали овој факт, можеби и не моето прашање ќе биде неблагодарно вие да го одговорите, но дали фактот што тој денеска молчи, сушност разбара дека правдата не е задоволена? Интересно прашање, Горест. Токму со слично прашање се завршува и самиот филм. Дали можеме да идентификуваме кои се и кои се тие структури кои што системски организирано поминуваат низ сите тие настани негови? Не дојдовме до одговор. Доколку јас, како автор на овој документарец, треба да изведам заклучок дали правдата е задоволена, морам да одговорам делумно. Делумно. Според мене, формално правно Кежаровски е рехабилитиран, меѓутоа тие се трауми кои што едноставно не може да се надминат едноставно. Сменете, и самиот он кажува во филмот, животот на моето семејство беше едно пред приведувањето и по приведувањето. Така го дели он неговиот живот. Во однос на правдата и на се останато, се надевам дека ова ќе допре до некаде. Се надевам дека не само што ќе се потсетат некои луѓе, туку дел од тие луѓе се уште се активни во македонското правосудство, во Министерството за внатрешни работи. Не можам јас да бидам тој што повикува на одговорност, меѓутоа можеби ќе проработи некоја грижана совеска и некој па ќе каже барем едно извини. При подготовката и работењето на овој документарен филм се соочувавте со турбуленции, со обструкции? Не. Немаше никакви проблеми. Воопшто, целата екипа работеше хомогенично. Соработката со Томислав на моменти беше малку сложена, бидејќи се работеше за емоции. Знаете, он не мораше, но и он самиот сакаше да влезе во истражниот затвор во Шутово Ризари, сега како слободен граѓанин, да види дали се уште е иста келијата, каде што има престојувано, дали се уште ги има надписите на зидовите кои што тој ги има пишувано.
тој момент беше тежок, меѓутоа не беше тежок поради емотивно тежок беше. Од тој аспект беше предизвик. Инаку не, воопшто немаше некакви притисоци од било какви засегнати политички гарнитури, структури на моќ, нешто тако немаше. Како успевавте или како успеваше Миле Бошњаковски да го менаџира тој период на подготовка на овој документарен филм, а при тоа да извршувате и функцијата генерален секретар во кабинетот на председател Стео Пендаровски? Традиционално јануари Чомовски јас пишувам и традиционално во јануари станувам во 6 сабајле. Така што буквално секој јануари нешто искаче од мене. Подготовките се случува или рано наутро или во денови кога имав одмор. И во тие моменти се работеше. На крајот, задоволен ли е Томислав Кежаровски од тоа како е спакуван овој документаристички филм? Ова е втор трейлер. Да. Неколку пати кажав без идеја да бидам патетичен, без идеја да бидам... Мислам дека раните им се, иако поминати се, речиси деценија можеби, меѓутоа не го издвојувам Кежаровски од неговото семејство и знам дека не име се едно тешко име. Значи, од аспект на естетика, на филмографија, на запис, мислам дека има кај него елементи на да речеме, дека е задоволен со одработеното, меѓутоа оној емоционалниот момент тешко проаѓа, ќе видиме после премиерата, можеби дојдете прашајте го него лично. Благодарам за издвоеното време и гостувањето во ТВ магазинот Тренинг. Благодарам за поканата. Многу ветувања, но и уште поголеми очекувања од новата македонска влада. Колку сето тоа што се најавува ќе може да се реализира, ќе се види во наредните веројатно неколку месеци. Довидување до идниот петок во исто време.